Добре дојдовте. Ова е првото издание на Дата Муавет. Добре дојдовте во мојот Дата Дом. Јас сум Цветковски Гораст, а на гости денеска ни дојде Мартина Наумовска. Мартина Наумовска е звезда водилка на Data Science тимот во Data Masters и со неја денеска ќе проговориме за некои деликатни теми во врска со звездите, бројките, предикцијата, предвидувањата, Нострадамус, Вања и други разни девијантни појави во нашето минато. Мартина, добре дојде. Ти благодарам. Како си? Одлично. Ти благодарам што дојде денеска. Знам дека ти одземаме од твојот одмор моментално, но ете, првата епизода мислам дека нема подобар човек да можеме да започнеме со некој кој што буквално знае да работи со гатање. Така. Баш така, Горас, ти благодарам што ме покани во твојот Дата Дом. Кажи ми прво, што е разликата помеѓу предикција и гатање, например? Колку пати си бил на гатање до сега? Како мал многу често одев. Така? Обично имаше и дури во одделение со мене имаше девојчиња што знаат да гатаат. Така. Имав и неколку другари што гатаа, но после нивното гатање не беше добро, така што на официјален гатач, зборам со печат и со подпис, не сум бил се уште. Така. Епа, принцип најголемата разлика помеѓу гатање и предикција е што на едното му веруваме слепо, а на другото им веруваме на бројките кои што го прикажуваат. Добро, ме интересира сега, правиме муабет дека и гатачките можат да дојдат со одредени бројки, со одредени информации. Зошто тоа не го прави толку релевантно во однос на дата информациите со кои што вие работите? Така, види. Гатањето е одредена, тематика за која што во принцип кога се гата сите веруваат во нешто или буквално веруваат во одредена во нешто кое што гатачката или онаа која што гата си го замислила или го предвидува и така натака. Од друга страна, ние работиме со фактички податоци, односно со бројки кои што се должат на историја на нештото, што значи дека зимајќи ги податоците во целост и историјата за тоа како некои настани се случуваат, можеме преку бројки да предвидиме што ќе се случи во иднината. Така да не е толку слепо верување, него е верување на база на факти. Со оглед на тоа дека Data Science и BI стана новото gluten free во трендот во Македонија, мислам дека дури во светот. Кажи ми, што точно е Data Science? Така, освен што е новото gluten free, Data Science е една нова, во последните 10 години област во информатиката, која што е создадена од три различни сегменти. Најпрво имаме создадена од познавање на бизнисот, познавање на математика и статистика како област и познавање, секој data scientist мора да има големо познавање од програмирање и информатика. Така да тоа е една нова област која што е компонирана од трите веќе познати области, се со цел за да може да се искористи знаењето од бизнис, знаењето од математика и знаењето од програмирање, за да се креираат така наречени алгоритми за машинско учење, кои што потоа се користат за предвидување на одредени настани. Значи, правиме тука муабет за менаџер кој што знае математика и кој што сега седнал да учи да програмира. Така. Така нешто од прилика. Така. Спомна дека треба да има добро познање од програмирање. Што точно значи тоа? Треба да ги има познавањата од алгоритми, значи познавање од тоа како се креира едно решение. Треба да има познавање од јазиците кои што во моментов во Data Science се најпопуларни, тоа се Python, R, SQL, значи треба да знае тие податоци кои што се наоѓаат во одредени бази, во одредени складишта, како да ги извлече. И во принцип, но не правиме муавет за класично програмирање кое што се изучува на електротехничкиот факултет, Финки и така натака. Добро, што е разликата помеѓу класичен девелопер и девелопер кој што работи Data Science, да речем? Така, класичен девелопер креира одредено софтверско решение, софтверско веб решение и така натака. Data Scientistот креира модел, значи математички модел врз база на податоци, кој што не е софтверско или веб решение, него е модул кој што оди во одредена, се имплементира во одредена IT инфраструктура која што девелоперот ја креира. Тоа значи дека Data Scientistот треба помалку да знае, односно нема потреба да знае толку многу како класичен девелопер? Нема потреба да ги знае девелопмент програмските јазици како што се објектно ориентирано програмирање,
Значи, сите оние јазици кои што се учат за development, но има потреба да знае овие јазици кои што се нарекуваат функционални јазици, односно јазици кои што користат податоци и се направени за анализа, визуализација и моделирање на податоци, а не јазици кои што генерираат одредено решение. Спомна SQL, спомна Python. Едно со друго немаат у принцип врска во однос на што прават. Едното е бази на податоци, другото е баш програмски јазик. Так. Лесно ли е, мислам, не лесно ли е, него мене ми звучи прилично раштркано во однос на што треба еден бизнис intelligence developer да знае. Значи треба да знае и Python, треба да знае и бази на податоци. До која мера треба тоа да го знае? Значи data science како склоп на како еден од големите делови на вештачката интелигенција се состои од помал дел во самиот data science како наука која што се вика business intelligence. Business intelligence е науката која што се бави со разбирање и анализирање на фактите кои што се случиле до денеска. И за да се работи business intelligence, SQL како е примарниот јазик, со цел се креираат така наречени големи складишта, односно data warehouse. И е многу важно не само да се направи SQL-от за да се складираат податоците, него да се направи SQL-от и за да можат да се генерираат динамички репорти, наречени дашборди, се со цел за да бизнисот, односно сите структури на бизнисот можат да реагираат во реал тајм и да имаат точни податоци во секое време, значи да реагираат на податоците кои што ги имаат, но во секое време, значи да не се чека, за да се изградат репорти, да не се чека на одредена IT инфраструктура да одговори на прашање, но да можат да си ги гледаат индикаторите кои што си ги пратат во секој момент од времето, врз база на кој они носат одлука. Бизнес интелигенцот завршува во делот се додека правиме муабет за индикатори кои што се случиле до денес. Кога правиме муабет за тоа што се случува од денес па натака, доаѓа моментот на предиктивна анализа, односно познато кажано data science. Што би викат биби, ние го викавме. Така, што би викат биби, така. И тогаш треба да се има познавање од SQL, за да можат да се извлечат податоците, за да може да се разбере таа структура во која што се наоѓаат податоците, се со цел за да се донесат до Python како јазик, во кој што Python ги обработува податоците, ги моделира и дава предикција за еднината. Така да се е поврзано. Така е. Би ве охрабрил и вас, драги наши посетители, да не ми поставувате прашања. Тие преку мојата дата помошничка ќе бидат испратени на мојот дата мобилен телефон и јас ќе можам да ги прочитам во реално време, како што кажам мојата соговорничка. Интересно е тоа што од ова што кажавте малце ми звучи како Excel на стероиди. Така. До сега истиве работи ги правевме во Excel. И таму креиравме чартови и таму имавме табели кои што во однос на различни формули даваат. Што е предноста на следниот next gen data science, ако може така да го наречам, ова што вие го работите? Така. Значи во Excel можеме да работиме со бројки, чисто со бројки. И тоа бројки кои што се лимитирани. На здравје. Од кафето ми е. Значи, Excelот поддржува одреден број на редови, како и сите знаеме. И во големите корпорации тоа е најголемиот проблем при работење со Excel. Значи, за да се отвори еден милионски Excel кој што содржи милиони редови, секогаш се чека, па се укочува компјутер, па се бара подобри и побрзи механизми, така. Со слабите компјутери тие во јавна администрација. Баш така. И баш заради тоа се измислени така наречени складишта на податоци, за да не мора да биде се во Excel. Од друга страна, data science не работи само со бројки. Значи, ние како data scientists генерираме и предвидувања не само врз база на историски податоци на бројки, например, продажба, залиха и така натака во одредена компанија, него работиме и на дел кој што се нарекува Natural Language Processing, односно, тој е дел кој што преку текст, односно преку, не знам, Facebook пораки, LinkedIn пораки, Twitter пораки и така натака, се откриваат персоните на оние кои што ги напишале
се со цел за да може да се предвиди дали нареден исход, односно перформанс на некого, дали, не знам, кој за кого ќе гласа и така натака. Значи, сето тоа кое што се зборуваше на телевизија како science fiction се случува во Америка и така натака, во моментов се случува. Мислам, делот од сето тоа го работиме и ние. Да не ме сватат погрешно, не сме инволвирани во победата на Трамп. Така веле и од веле слуѓето. Да. Сега ме интересира, секогаш зборуваме Python ќе го направи ова, Python ќе го направи она, Python магично ќе ги земе овие. Кој е мастермайндот кој што ќе го натера Python и зошто, како знае мастермайндот кои податоци да му каже на Python да ги обработи? Што се случува? Не е веројатно дека Python знае, чита мисли дека знаеме што сакаме да добиеме, него некој треба да му каже на него ова и ова, односно сите кои ќе речат со нашиот софтвер работи со AI, а тоа е ништо друго туку if then else, или ако не тогаш на нашки јазик. Колку зависи од резултатот од дизајнерот на тој, да речеме, дашборд, условно кажано? Така, значи, во принцип, Python е само една алатка. Pythonот како Python, како јазик, како што знаеш и ти во development водите, например, не знам, .NET, C++, Java и така натака, е само една алатка за да се постигне тоа кое што се сака. Дизајнерот, односно data scientistот е тука, под еден, да го разбере проблемот кој што го има бизнисот. И тоа е најчесто најголемиот предизвик. Тука те чека. Така. Потоа да види колку од тие барања на бизнисот, односно тоа што бизнисот замислил и сака, можат податоците да го понудат, за да може да го обсмисли дизајнот, односно да го реши на прво, како што би рекол нашиот директор, да речам, значи да го реши на папир. Да е жив и здрав. Така, да го реши на папир, значи прво е многу важно, секој data scientist проблемот да го реши на папир, а потоа преку Python како една алатка се оди до автоматизација на истото решение. Повторно се враќаме на таа старата, тоа е дека џабе ти ќе станеш одличен девелопер, не знам, во Python и џабе ќе научиш бази како што треба и џабе ќе можеш да ги врзеш доколку немаш вакалот, односно доколку не седнеш и доколку не знаеш. Значи сепак тука голем удел има и уствари најголем удел има и менаџерскиот момент, односно логиката на бизнисот, да речем. И разбирање на математиката и статистиката, кои што се во принцип корот на сите алгоритми со кои што се бави data science. Така. Колку ме интересира, нели кажав дека кај нас е прилично популарно тоа, си влегле тројца нели во бар, еден глутен фри тип, еден веган и еден data scientist, и се испотепале кој попоро да каже дека едниот работи на бизнес интелидженс, другиот е нели глутен фри јаде, третиот е веган. Кажи ми, во Македонија колку дали имате увид колку се користи data scientist? Односно баш data science. Така, во Македонија има чекори низ кои што компаниите мора да поминат за да дојдат до компании кои што во себе користат AI или data science како решенија за предвидување во нивните инерни процеси. Значи не нешто кое што компаниите го продаваат, има такви компании во Македонија, но компаниите кои што носат одлука врз база на предиктивни модели или дескриптивни модели се уште за сега се многу малку, но по тоа како ние ја обзервираме целата средина и нашата поента на тоа зашто реално е отворен Data Masters во Македонија е со цел за да можеме да им понудиме на компаниите да бидат up to date со времето и кога ќе решат да направат еден чекор понатака од нивната дигитална трансформација, да бидеме тука за да им помогнеме. Знам дека, нели, како што кажав, порано се работеше предиктивно со Excel, сега се работи предиктивно визуелно со дашборди, со Power BI, каде што е многу полесно, нели, да се визуализира црвено, зелено, добро, лошо, оди нагоре, оди надоле. Има ли луѓе што, особено, нели, директори кои што убедуваат дека Excelот е се уште поарен отколку Power BI-от и визуелното? За жал има. За жал муабетот се уште Power BI е само шминка, се друго е лесно да се направи. Power BI е шминка, тоа е точно, но за да се стигне до креирање на одредени извештаи има еден процес кој што мора да се помине,
кој што е макотрпен и кој што да се искреираат тие индикатори, да се направи тој data warehouse или analysis layer или што и да и треба на компанијата, е реално макотрпен процес кој што не е нешто кое што компаниите можат да го купат како продукт, него е нешто кое што е процес за една компанија и кое што компанијата мора да помине низ фазите на тоа, да знае што и треба, да знае сите индикатори како се пресметуваат, да знае кои податоци ги има или кои треба да ги собере, за да дојде во моментот своите податоци да ги има на дашборд и да донесува одлука врз база на тоа што. Дали тоа значи дека за една компанија голема, да речеме, подобро е да си ги образува своите вработени во насока на data science или да изнајми решение и услуга од вас? Така, според нас во принцип и така и целата методологија на работа на Data Masters е тоа дека компанијата нема потреба да не вработува нас како аутсорс компанија за да ние им ги решиме нивните проблеми. Туку ние креираме методологијата на работа, ние дека одиме во компаниите, го разбираме проблемот, правиме скенинг и следниот чекор е не само што имплементираме решение кај клиентот на кој што треба, него и образуваме и едуцираме, менторираме луѓе кои што работат во тие компании, се со цел за да станат како што ние ги викаме data мастери или идните BI девелопери или идните data scientists, за да можат да го продолжат процесот кој што ние сме го почнали. Можат ли, со оглед на тоа дека со години работеле една иста работа, дали биле, не знам, sales, дали биле, не знам, големи клиенти, мали клиенти со што се бавеле, успеваат ли, имате ли искуство како се носат со тој момент дека треба да почне да учи јазик за да може да се имплементира ова? Така, значи тоа е успеваме, тоа е првото и големиот одговор на прашањето, но се е процес. Значи ние затоа ги направивме академиите, ги направивме курсевите, направивме една структурирана методологија на тоа како пренесуваме знаење. Значи не пренесуваме знаење на дојди еве јас го напишав ти да видиш како сум го напишала, него имаме структурирана методологија и структуриран курикулум низ кој што го пренесуваме знаењето од zero to hero на некој на кој што сака да се образува во оваа област. А што е најдобро е што ја применуваме таа методологија низ нивни примери. Што значи дека некој кој што на пример работел во Телеком најдобро ги знае индикаторите и податоците од телеком индустријата, не ги знае толку на пример од ритейл и vice versa. Во светот малце полесно го прифаќаат целиот овој нов начин на работа, предикции, основање, заснованње на реални податоци колку кај нас или на исто ниво? Да, зависи кој дел од светот. Албанија. Но за таму не знам. Но има, значи дел од Европа, поготово северна и западна Европа, се неколку години пред нас, значи они веќе имаат, значи BI решенијата им се имплементирани пред некоја година и сега доаѓаат до чекорот на имплементирање на предиктивни анализи и модели со кои што донесуваат одлука, односно прават стратегии на тоа што ќе се случи во наредните 12 месеци до 6 месеци. И се многу понапред од нас, но јас мислам дека со многу работа, многу макотрпна работа ќе ги стигнеме, плюс минус. Да. Јас би прочитал некое прашање од нашите мини мастери кои што моментално не гледаат. Дали може оваа наука да се имплементира во спортот и дали имаш некоја вака кратко идеја како би било тоа? Секако зависи ова е некој човек што не излега од кладилница. Така, само што ќе кажам, значи зависи кој дел од спортот. Дали спортските играчи или луѓето кои што се бават со спортска кладилница. Вака ќе може да заго. Затоа што е гатање versus. Ајде да речеме вака, дали некој кој што има пасија за обложување би видел ќар од тоа да седне и да научи SQL, Python и се што треба за да може да работи data science? Ако работи во компанија која што се бави со спорт, односно со кладење, обложување, тогаш доколку компанијата има податоци. Значи тоа е првото и најважно нешто кое што не може data scientist да работи без податоци. Така да доколку податоците се собираат и доколку се има доволен број на историски податоци, тогаш зашто да не? Податоците дали биле од спортот, дали биле од маркетингот, дали биле од продажба, дали биле од ритейл, реално не прават многу голема разлика и јас мислам дека секој може да
со многу труд да стане дата scientist? Мислам дека многу го поминавме ова прашање, но еве пак колку може да помогне дата science-от во мрднување, да речеме, на бизнисот во една нагорна линија. Многу. Знаете Од зашто? 1 до 93? 97, као прав дата scientist. Зезам. Принцип 90. Значи, многу е важно како ги донесуваме одлуките. Така и, значи, тоа е и целата идеја. Дали, на пример, ќе нарачаме одреден број на продукти идната година, поради тоа што знаеме дека претходната година се нарачале толку и имаме, како ни кажува, гатачката ни рекла дека идната година поише ќе се продава од лани е едно, а многу е различно дали ќе нарачаме и одреден број на продукти поради тоа што математички модел кој што се храни со податоците во задни 5 години и ги прати сите трендови, и корона трендови, и дали имало колку жители имало во Скопје, на пример, колку има во Лево Тетово, зависи каде се наоѓа компанијата. Многу е битно дали врз база на модели ќе донесеме одлука колку да порачаме за идната година или врз база на чувство, gut feeling, гатање, некој ни кажал комшијата. Искуството е многу важно. Немој ти мене да ми кажеш, бе, ја 10 години ја водам фирма, немој сега. така. Тоа беше мал цитато од мој пријател. Да. Да, собственик на живинарска фарма. Да. Значи, мислам дека моментот кој што се базира впрочем на минати информации е најбитно. Да, тоа е до негде, односно тоа е комплетно искуство, но мислам дека кога се има тоа буквално визуелно без да се заборави ништо е многу поточно и многу поважно. Да, многу е важно да кажам врз основа на прашањето, значи дека дата scientist не е наука која што ви ги решава сите проблеми во компанијата и вие не треба да мислите и само треба да сликате дугме. Која што е една глобална перцепција во нашето општество. Че дата scientist, односно моделите кои што се креираат со дата science како наука, се само уште една алатка за подобро донесување на одлуки. А на крај на денот, менаџерите или директорите или оние кои што треба да донесат одлука, мора да донесат одлука врз база на сите информации кои што ги имаат. Така. Ме интересира како сега во момент на оваа полуекономска криза, не знам дали комплетно или полуекономска криза, се случува како се фирмите се охрабруваат ли да инвестираат, да се вложат и со ресурси и со глави од нивната компанија во дата science и во таа насока? Има одредени компании кои што и tekako се вложуваат и сватија дека оние кои што ќе инвестираат во моментов, реално бенефитот на целово ова ќе го видат кога ќе заврши економската криза, но има и такви кои што се повлекуваат и кои што викаат не е сега моментот да почекаме да заврши или така натака. Но јас ги охрабрувам компаниите, доколку има некој кој што не следи и не гледа, да го искористат моментумов сега, поради тоа што инвестицијата која што ќе направат сега реално во моментот кога ќе тргне пазарот и луѓето ќе почнат да остваруваат, како што ние викаме, податоци, ќе им биде многу полесно за да ќе имаат инфраструктура направена и луѓе во нивните компании кои што ќе бидат образовани, обучени и така натака, за да можат да го фатат следниот висок бран, економски бран. А што се случува кога треба да изградите некоја предикција кога немате доволно податоци или пак кога има дупка во податоците? Што се случува тогаш? Тогаш заедно со бизнисот правиме се за да генерираме податоци. Значи, доколку е проблем од аспект на значи бизнисот е нов, на пример, пред 2 месеци, така и нема податоци, или се значи ние застануваме и викаме ќе почекаме наредните 6 месеци да добиете податоци, кои што се доколку тие податоци се многу специфични за моделите кои што сакаме да ги правиме, но најчесто изимаме екстерни податоци, на пример какво било времето, значи и податоци кои што се можеме да ги најдеме онлайн, се достапни, не се на торент и во принцип Ще го убијат. Да. И во принцип ги изимаме, значи надворешни податоци кои што ги фитуваат моделите за да можат да работат, иако бизнисот како бизнис има мало количество на податоци. Сега спомна една не знам, сценарио во кое што фирмата е стара, 2 месеци. Што ќе се случи, на пример, доколку имаме компанија која што имала
која е 7 години стара, да речеме, која што ги има податоците за првите 4 години, па после има дупка од една година, па потоа има пак податоци, не знам. Имале технички проблем. Има ли шанса, благодарение на податоците од првите неколку години и благодарение на податоците од следните неколку години, таа дупка да се генерира за да се добие прилично реални бројки? Има и тоа се прави со математички модели кои што во принцип ги предвидуваат бројките кои што не се достапни. Тоа не се Магнекени модели што знаат математика, него нема врска Така, да. Значи во принцип има, иако тие бројки нема да бидат 100% да ја осликуваат, да го сликуваат минатото. Нормално. И нема и во моделите за иднината кои што ќе се направат за да се предвиди иднината, нема тие бројки кои што се, да речеме, моделирани, да се земат здраво за готово, него ќе имаат помало значење во моделот него оние бројки кои што реално се случиле, бидејќи на крај на денот нас не требаат реални информации за случувањата за да можеме да ја предвидиме иднината. Би прашал уште некое прашање од нашите дата мастерси, а тоа е дали конкретно оваа тема Data Science ја има на факултети? Тоа е многу Како смер зборам. тешко прашање, да, значи во делот на додипломски студии, колку што е моето познавање, во моментов во нашата држава се уште, за жал, не постои смер кој што се бави со вештачка интелигенција и Data Science. Има одредени предмети кои што јас ги изучував додека учев на електротехничкиот факултет во Скопје, но нема целосна програма. Но мислам дека се прават напори за да се отвори една програма која што ќе биде додипломска програма, која што според мене е круцијална за да имаме добри и квалитетен кадар во држава. Дали мислиш дека за неколку години нели вештачката интелигенција толку ќе напредне што ќе бидеме сотрени од Терминатор Т1000 моделите? Не. Иако се мал слаб, мислам, стар модел, ама сепак е модел. Така, не. Сепак, како што ти кажав, значи, моделите си го прават своето, но одлуките мораат да ги донесат луѓето. Прашање интересно, морам да признам, само ќе го зумнам. Значи вака, дали е можно да се примени Data Science во препознавање на тонови, музики, стихови од артист во артист, соодветно на тоа да се направи мрежа на сличности? Значи, како на Last FM, како предпоставам дека ова станува збор за Shazam, финта. Дали се користи во тоа Data Science? Така. Data Shazam е направен со алгоритам кој што спаѓа во алгоритми во областа на Data Science. Значи сите тие компании, Shazam, Netflix, Spotify, да не правиме мовет, Google, Facebook. И Facebook? Неверојатно. Замисли. Неверојатно. Така да, и како. Значи, има дел в Data Science како цела група на, цела наука, има неколку делови, предиктивни анализи кои што се бават врз основа на бројки, индикатори, продажба, залиха и така натака. Имаме модели кои што се прават, кои што работат на податоци, на пример аудио, видео податоци, значи податоците не мора да бидат во Excel табела, него можат да бидат и така наречени неструктурирани податоци, значи слики, текст, видео, аудио, звук и така натака, се за цел за да се направи или не само предвидување, него препознавање, recommendation, сличност да се најде и така натака. Значи, ќе дадам еден пластичен пример. Тоа што мене на Facebook на таймлайн ми искача цело време контейнери со ѓубре и говнарки е благодарение тоа што јас срчав garbage. Сакав песна да се пуштам. Значи, тоа е Така. Data Science, така. Така. Веројатно малце промашен Data Science, да. Добро, доколку нема уште прашања да проверам само од публиката, има. Значи Big Data, големи гатања. Добра, одлично. Walmart, добро. Значи Walmart заради Data Science. Знаеме дека Walmart цело време ги прати своите купувачи и своите луѓе кои што ги има таму и производи и веројатно заради тоа е толку голем и успешен супермаркет. Дали кај нас супермаркетите се заинтересирани за ваков тип на инвестиција? Искрено да ви кажам, не Таму се работи за многу продукти, за многу бројки, купувачи, многу така. купувачи, многу историја, значи многу податоци се тоа. Да, значи Walmart располага со една од најголемите датабази на купувачи после Amazon во светот.
Кај нас не знам, се уште не сум се уште не дошол муабет за правење на така наречен customer segmentation во нашите маркети. Иако звучи многу крипи, според мене е нешто кое што е многу подобро за купувачите, поради тоа што доаѓа и до оптимизација на цени, и до оптимизација на типови на производи кои што се нудат во одредени супермаркети. Значи не е целата поента на тоа да се пратат купувачите, него поентата е да се дадат најдобрите услови за купувачите кои што ги има Walmart. Затоа и Walmart користи Data Science. Прашање од Љубен вика, кој е првиот чекор за да се стане Data Scientist или еве дата школарец? Најосновниот чекор според мене е да имаш време да учиш. Хари Потер да го запознаеш и после тоа. Така, Да. рибут, така. Најважно е да има некој да има време, енергија и желба да ја научи, затоа што проблематиката е сложена и без посветеност реално никој не може да стане Data Scientist. После тоа многу е важно да се одбере правилната програма, значи според образованието кое што некој го има, дали бил маркетинг, дали бил инженер, дали бил сликар, пејач, што и да е, глумец, што и да е. Значи многу е важно да се избере правилната програма, бидејќи не секој може да слуша еден направен курикулумот, затоа што познавањето од бизнис страната, како што реков, е еден од трите главни столба на Data Science. Така да баш поради тоа кај нас во академијата имаме ментори кои што при секое упознавање разговараат. Ментор Халити. Ментор. Знам Ментор Халити, Да, така. На многу различни места господинот има искуство да всеки има ментор. Па така и ние, Да, во принцип. и- Така да ние имаме комплетна менторска програма каде што ги упатуваме нашите студенти од првиот ден. Значи не секоја програма е за секој, не секој курс е за секој. Баш поради тоа доаѓаат многу различни профили на луѓе има дојдено кај нас и со цел за да се советуваат кој е патот, кој е најлесниот пат за да го тргнат за да станат Data Scientist. Без имиња и презимиња, имате кај нас искуство во медицина, се користи ова? Кај нас Освен статистики за COVID и Така. за такви работи. Кај нас ние како компанија немаме искуство, но со години работиме Ова е за прашање од Сара. Фала ти, благодарам Сара. Значи со години работиме за Министерство за Абу Даби и Таму нема COVID што работите? така, да, не за ковид буквално, но така, иако имавме кога почна цела ова корона ситуација, имавме обиди да и направивме модел за предвидување колку долго ќе трае, колку случаи ќе има и така натака. Но во март не фати језа што покажа моделот и никогаш за жал не се објави и не покажа. Така да нема да ти кажам, тоа ќе одиш кај гатачка да ти раскаже. Да. А што е разлика помеѓу Data Scientist и статистичар? Димитар прашува. Data Scientist е некој кој што познава во принцип малку повеќе програмски јазици околу него луѓето кои што се бават со статистика. Иако статистичарите е докажано, статистичари и физичари е докажано дека се најдобри Data Scientisti во иднина, значи најмалку време им треба да стигнат до целта. И им треба да се поработи малце на бизнис процесите и тоа како реално се пристапува на клиенти, како се решаваат од бизнес аспект проблемите со кои што Data Scientistот се наоѓа, но се во принцип едни од најдобрите Data Scientisti со кои што јас сум соработувала. А што е полесно да направиш од девелопер Data Scientist преку имплементација на, нели, да го научиш да биде бизнисмен и да донесува добри бизнис одлуки, или од менаџер да направиш Data Scientist, односно да го научиш да програмира? Зависи од тврдоглавоста. Кој е поупорен, тој има повеќе шанси да успее. Добро, мислам дека имавме доволно прашања, мислам дека опфативме голем дел од темите кои што сакав да те прашам. За крај нешто што би можел да ни кажеш, нешто што сме пропуштили или ја што заборев да те прашам? Па мислам дека беше сеопфатно, мене ми е многу драго. Дури од одмор дојдов за да пиеме кафе, многу ми е драго и ќе дојдам пак. Пред да продолжиме со твојата Data Science врз мојата превртена шолја тука, јас би сакал да го одевам овој прв
Дата Муабет подкаст со една позната мисла од еден актер кој што се викаше Дата, кој што глумеше во филмот Star Wars и познатата мисла е се тече, се семено. Да. Ви благодарам уште еднашка и се гледаме во следниот подкаст. Довидување. Пријатно.